Продолжуваме со четвртиот и последен дел од видеата за придавки во германскиот јазик. Пред да започнеме, ќе ве замолиме да ни дадете поддршка со subscribe на YouTube и follow на Instagram профилот. И не заборавајте да го предложите каналот на други кои сакаат да учат германски. Како што кажавме во претходните видеа, за придавки на германскиот јазик се учат 4 работи. И тоа најзначајни германски придавки, кои ги учевме во првото видео и споменавме топ 300 најзначајни. Потоа деклинација на придавките, односно повеќе за граматика. Во претходното видео учевме за das Adjektiv Steigerung или степенување на придавките. И во ова последно видео ќе учиме за das Adjektiv Vergleichen или споредба меѓу придавките. За да се учи последниот дел од видеата, потребно е да ги погледнете првите 3. Das Adjektiv Vergleichen или споредба меѓу придавките. За почеток да кажеме што е тоа споредба на придавките. Споредба меѓу придавките служи за споредба на две нешта, односно нешто со нешто или некој со некој. Например, Паул трча побрзо од Бен. Во овој случај споредуваме некој со некој. Како се прави споредбата меѓу придавките? Се прави слично како степенување или Steigerung, но се користат различни префикси и суфикси. Се прави различно за сите 3 степени, односно за позитив, компаратив и суперлатив. При споредба на придавките секогаш е потребно прво да се деклинирани според род, член и падеж. Секако ако придавката има потреба од деклинација. Например, како се споредува? Во позитив на придавката се додава префикс со и суфикс ви, односно например, банане ist so lecker wie Apfel. Бананата е вкусна како јаболкото. Во компаратив имаме малку разлика. Се додава суфикс als после степенуваната придавка. За степенување учевме во нашето претходно видео за степенување на придавките, односно во третиот дел. Paul läuft schneller als Ben. Во оваа реченица имаме придавка schnell, која е степенувана во компаратив, каде се додава er и потоа ја споредуваме со als. Paul трча побрзо од Ben. Во суперлатив имаме исто формирање на два начини. Првиот начин со користење на префикс am и суфикс sten. Например, Ben läuft am schnellsten или Ben трча најбрзо. И вториот тип на формирање на споредба на придавките со суперлатив имаме каде користиме член, зависно од родот, der, die, das и суфикс ste. Односно, например, Ben ist der schnellste Läufer. Ben е најбрзиот тркач.
може да се забележи дека за суперлатив степенувањето на придавките и споредбата на придавките се прави на ист начин. А сега да видиме со ред подетално. Das Adjektiv vergleichen во позитив. Како се прави споредба на придавките во степенот позитив? Се прави, како што кажавме, со додавање на префикс зо и суфикс ви околу придавката која е во позитив степенот. Да видиме пример. Банане ist so lecker wie Apfel. Бананата е вкусна како јаболкото. Но на овие правила постојат и некои варијации. Варијацијата се прави со додавање на мал додаток, кој најчесто се додава врз префиксот. По долната табела ќе видиме неколку варијации. За позитив. Банане ist genau so lecker wie Apfel. Бананата е точно вкусна како јаболко. Втора варијација, банане ist fast so lecker wie Apfel. Бананата е скоро вкусна како јаболкото. Трето, банане ist doppelt so lecker wie Apfel. Бананата е дупло вкусна како јаболкото. Четврт пример, банане ist halb so lecker wie Apfel. Бананата е половина вкусна како јаболко. Постојат и други, но овие се најчестите кои се користат. Како се прави негација на позитив vergleichen? Се прави со додавање на негација, односно nicht, пред префиксот zo, односно се прави со nicht so. Да видиме еден пример. Во горната табела имаме споредба на придавките во позитив, а во подолната табела споредба на придавките со позитив, но со користење на негација. Банане ist so lecker wie Apfel. Бананата е вкусна како јаболко. Со негација, многу лесно, банане ist nicht so lecker wie Apfel. Бананата не е вкусна како јаболко. А сега да продолжиме со споредба на придавките во степенот компаратив. Како се прави адјектив vergleichen во компаратив? Се прави со додавање на суфикс als после придавката, која прво мора да е степенувана во компаратив форма. Да видиме еден пример. Ben ist größer als Peter. Ben е поголем од Петар. Во оваа реченица имаме степенувана придавка со додавање на er и потоа споредба со als. Како се прави негација на компаратив споредбата? Многу лесно, слично како во позитив, се прави со додавање на негација или nicht пред придавката, која е степенувана во овој случај во компаратив. Во долната табела ќе видиме пример. Ben ist nicht größer als Peter. Ben не е поголем од Петар. И последен дел,
имаме споредба на придавките во суперлатив, како се прави адјектив vergleichen во суперлатив. Како што споменавме пред неколку минути, се прави исто како степенувањето во суперлатив форма. Со додавање на префиксот am и суфиксот sten, и втор начин со додавање на префикс der, die, das или член и суфиксот ste. Ке видиме по една реченица пример за двата типови. Zugspitze ist am höchsten Berg. Zugspitze е највисока планина. Zugspitze ist der höchste Berg. Zugspitze е највисоката планина. Значи, суперлатив, споредбата на придавките, мора да се направи или на едниот или на другиот начин. Не може да се каже am höchste или der höchsten. А сега како се прави негација на суперлатив vergleichen? Се прави со додавање на негација nicht пред придавката, која во овој случај е степенувана во суперлатив. Исто како за другите два степени. Например, Zugspitze ist nicht am höchsten Berg. На македонски Zugspitze не е највисока планина. Или Zugspitze ist nicht der höchste Berg. Zugspitze не е највисоката планина. Споредбата на придавките во германскиот јазик е можеби најлесниот дел од овие видеа за придавки, а сега да прочитаме неколку примери за да стани појасно. Das Auto ist nicht teurer als das Flugzeug. Автомобилот не е поскап од авионот. Во овој случај имаме користење на негација со компаратив споредба на придавките. Следен пример, Ich bin älter als du. Јас сум постар од тебе. Das T-shirt ist besser als die Jacke. Маицата е подобра од јакната. Ich bin am nettesten Kind der Klasse. Јас сум најљубезното дете во класот. Mein Haus ist dreckiger als deins. Мојата куќа е повалкана од твојата. Луис ist nicht so stark wie Leon. Луис не е силен како Леон. Leon ist der stärkste in der Klasse. Леон е најсилниот во класот. Das Kind ist nicht so klein wie die Maus. Детето не е мало како глушецот. Во оваа реченица имаме користење на позитив со негација. Следен пример, Die Schnecke ist so klein wie die Maus. Полжавот е мал како глушецот.
И последна реченица која ќе споменеме како пример во ова видео е Er ist die dickste auf der ganzen Welt. Тој е најдебелиот на целиот свет. А сега да направиме мала вежба за крај, да видиме дали сте запамтиле. Првиот пример со моја помош. Авионот е побрз од автомобилот. Das Flugzeug ist schneller als das Auto. Топката е поевтина од чадорот. Пополнете го делот кој недостасува. Der Ball ist billiger als der Regenschirm. Следна вежба. Тој е висок како мене. Er ist so hoch wie ich. И последна вежба за ова видео. Леа е најубавата ученичка во класот. Lea ist die schönste Schülerin in der Klasse. Во оваа реченица користиме суперлатив. Ви благодариме на вниманието. Се надеваме дека придавките во германскиот јазик и граматиката поврзана со нив со овие 4 видеа сега е полесна. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк, субскрайб, очекувајте многу нови видеа и не заборавајте да не предложите на друг кој сака да учи германски јазик бесплатно.